студенти, на првиот академски час во оваа свечена атмосфера, дозволете да ви се обрати ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев. Повелете, ректоре. Почитуван заменик министер за образование и наука, господин Спиро Ристевски. Почитуван градоначелник на општина Штип, господин Илчо Захариев. Почитувани проректори, декани, продекани, наставници, соработници и гости. Почитувани студенти. Ми представува особена чест и задоволство да ви посакам добре дојде. Добре дојде на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Од денес, вашиот живот со сигурност ќе стане побогат и повеќе исполнет со нови искуства, позитивни настани кои несомнено ќе остават силна трага и печат во вашето животно патување. Но исто така сум сигурен дека силно сум убеден дека од денес вашиот живот ќе биде исполнет и со големи предизвици кои ќе ве изградат во креативни мислители, силни индивидуалци, личности кои умеат да преземат одговорност, да носат одлуки и да бидат учесници во значајни општествени промени. Пред да ве запознаам со другите значајни нешта поврзани со нашиот универзитет, би сакал накратко да ве запознаам со богатата историја на образованието во Штип и по блискиот регион. Почитувани студенти, вие сте во градот кој има вековна просветителска традиција, која започнува од Кириловото житие, солунската легенда, преку мисионерството на Кирил помеѓу славјаните по реката Брегалница и создавањето на словенската азбука во 855 година. Духовното школство и верското образование од 16 век и првите келилни училишта и првото световно училиште во градот. Помагањето и издавањето на книгите на првите македонски преродбеници и културно-просветни дејници и добротвори, како што биле Јоаким Крчовски, браќата Костенцеви, воедно биле и едни од првите книжари во Македонија. Напредните идеи карактеристични за овој регион ќе се манифестираат во создавањето на училишта за учители од страна на Јосиф Ковачев во 1869 година. Едно од нив е училиштето во Ново село, сегашниот ректорат, кој представува и првото училиште во Македонија, кое всушност било највисока специализирана образовна институција во тоа време. Вие сте во градот во кој во 1872 година е отворено и првото народно читалиште. Во 1895 година премиерно е поставена драмата Иванко. Исто така познато и по тоа што првата опера во Македонија е прикажана токму овде. Тоа била операта Палјачи, изведена во 1924 година од страна на рускиот музиколог Сергеј Михајлов. Како претходница на денешниот универзитет, во 1946 година е основана првата учителска школа, само неколку години подоцна трансформирана во виша школа. Подоцна педагошки факултет, а денес факултет за образовни науки. Во Струница е основан Институтот за памук, кој започнал со работа во 1924 година. Заедно со Вишата земјоделска школа, кој подоцна се трансформирани во земјоделски институт, а денес во современ земјоделски факултет. Паралелно во Штип е првиот факултет во Македонија кој беше пилот проект и модел за идниот европски кредит трансфер систем, Рударско-геолошкиот факултет. Основан во 1977 година, денес факултет за природни и технички науки. Тоа се накратко за четоците и првите високообразовни институции кои беа основа за создавање на овој денешен современ универзитет, на кој вие денес станувате академски граѓани. Започнувањето на студиите на факултет секако еден од позначајните денови кои трајно ќе останат во сеќавањето на секој од вас. Од денес се обврзувате дека својот живот ќе го ставите во служба на вистината и хуманоста и дека нема ништо позначајно за тоа за секој човек. Со целата своја сила во наредниот период, универзитетот ќе се обиде да ви го пренесе знаењето и вештините на благородната лекарска професија, на економскиот предприемачки дух, на правдата и правичноста, на производството, на музичката уметност, на естетиката на духот и друго. И она што можеби е најважно да го знаете, уште на првиот ден од вашето студирање, е дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип секогаш ќе биде вашата силна подршка во намерата да изградите
поубава иднина за себе и за средината во која што живеете. Универзитетите се институции на највисоки човекови вредности, институции на знаења, институции на вистина, на чест, на добрина, на убавина. Нема поголем и позначаен збор од зборот образование. Во нашата култура, во нашата цивилизација тој збор е светост. Образованието ги врзува времињата и епохите, го оживува светлото слово на Светото писмо и има моќ од невозможното да направи возможно. Нашиот универзитет оваа академска година ја запиша 8-та генерација студенти. Идни професионални и стручни кадри во областа на медицинските, биотехничките, техничките, природните, обшествените науки и уметностите. За 7-8 години од своето основање, универзитетот ја потврди својата позиција на втор по големина во Република Македонија и успеа да се искачи на високото второ место на ранг листата на најдобри рангирани државни универзитети. Бројот на сите студенти кои во моментот се запишани и оние кои активно студираат се приближува кон 20.000 студенти, што ни потврдува дека универзитетот, иако релативно млада високообразовна институција, е на вистинскиот пат во својот развој. Овој факт неодамна го потврди и надворешната евалуација која ја направија престижни европски институции од оваа област. На универзитетот ќе пронајдете многу нови можности кои вашиот живот и престој ќе го направат побогат, поинтересен и подинамичен. Ви препорачувам активно да се вклучите во активностите на студентскиот парламент, во универзитетскиот спортски центар и културен центар, во користењето на универзитетската библиотека, која веќе има повеќе од 100.000 наслови, електронската библиотека и целата литература од издавачката дејност на универзитетот, која е бесплатна и слободна за користење за сите студенти. Користете ги услугите и можностите на Центарот за односи со јавноста, Центарот за кариера и сите креативни активности кои произлегуваат од сите центри на УГД. На почетокот ви препорачувам да се информирате од нашите служби, постојано да комуницирате со вашите професори и асистенти, да го знаете правилникот за студирање, постојано да следите веб страницата на која ќе ги најдете потребните информации за вашето студирање, вашите административни обврски. Современо студирање за секој студент. Во изминатиот период за нас не беше само обична фраза, за нас тоа значеше имплементирање на современи технолошки и технички можности како во наставниот, така и во административниот процес. Старите наставни административни алатки ги заменивме со нови електронски алатки. Така на нашите студенти им овозможивме систем на електронско учење и електронска библиотека, каде што се достапни сите потребни учебни материјали во електронска верзија, кои можат да се користат бесплатно. Понатаму, електронскиот индекс, кој овозможува апсолутна транспарентност и увид во вашето студентско досие, во секој момент кога тоа ќе ви биде потребно. Електронскиот индекс е исклучително собствено универзитетско достигнување, кое се гради со собствени ресурси и можеби по својата комплексност и големина е единствен во целиот регион. Од неодамна на сите студенти на универзитетот им е овозможена уште една услуга на електронско плаќање на сите трошоци за своето студирање, со што се намалени и цената на студирањето, а редовите на чекање пред шалтерите, во банките и во поштите и пред службите на студентските прашања се веќе минато. Како модерна високообразовна институција, отворени сме и ориентирани кон збогатување и зајакнување на образовните програми, усогласени со практиките и искуствата на светските универзитети. Од овие причини, универзитетот веќе има соработка со различни полиња, со повеќе од 50 странски универзитети. Голем е бројот на нашите студенти кои својата пракса ја стекнуваат во престижни професионални компании и институции во Германија, Шпанија, Русија, повеќе соседни земји и други земји во светот. Преку своите универзитетски центри, оваа високообразовна институција ќе ви помогне да се усовршувате и во други полиња кои се од ваш личен интерес. Да ги развиете вашите способности, талент, потенцијали преку спортски и културни активности, преку програмите за студентска мобилност финансирани од европските фондови,
да стекнете интернационални искуства и многу пријателства. Со поддршката на канцеларијата за кариера да ги зголемите вашите можности за кариера и така натака. Подобро е во наредниот период да посветите поголемо внимание на студентскиот, потребно е да се посвети поголемо внимание на студентскиот стандард и студентскиот живот. Студентите се рамноправни членови на академската заедница, кои учествуваат во сите активности на универзитетот и тоа во наставата, учењето, во истражувањето, во подигнувањето на квалитетот на наставата и студирањето, во универзитетскиот живот, а секако и во животот во градот, како и во животот на сите локални заедници во кои универзитетот има своји наставни центри или единици, кои се негов составен дел, како што се единиците во Кочани, Струмица, Виница, Пробиштип, Гевгелија, Радовиш, Кавадарци, Свети Николе, Скопје и Прилеп. Во таа насока, потребно е во наредниот период, во соработка со Министерството за образование и наука и со владата на Република Македонија да се реализираат повеќе активности кои се движат во насока на подигање на студентскиот стандард и студентскиот живот. Со воспоставување на целокупна потребна инфраструктура како што се студентското сместување, исхраната и студентскиот превоз. Почитувани, основната мисија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е да биде универзитет со јасен истражувачки профил, кој ќе се карактеризира со истражувачка препознатливост, која ќе биде призната на меѓународно ниво и која низ наставата што се темели на истражување ќе ги образува идните носители на развојот на науката и уметноста, како и носителите на општествениот развој во целина. Универзитетот преку промоцијата на новите идеи и технолошки решенија, преку критичкото размислување и креативноста ќе остане еден од клучните движечки механизми на општеството и одржливиот развој во регионот. Почитувани студенти, би сакал да ви кажам и неколку зборови за начинот на вашето студирање. Иако знам дека и самите веќе добро знаете дека студиите кои сте ги запишале се обликувани според барањата на болонскиот процес, што значи дека во голем дел се компатибилни со студиските програми во многу други европски земји. На нашиот универзитет сите студиски програми се организирани по моделот на 3 циклуси, и тоа прв циклус дипломски во траење од 3 или 4 години и втор циклус постдипломски во траење од 1 или 2 години. Студиите на Факултетот за медицински науки се интегрирани во траење од 5, како што е стоматологија и фармација, или 6 години општа медицина. Секако е потребно да се каже дека универзитетот ги има организирано и студиите од трет циклус на трите кампуси на повеќе факултети, а од оваа година очекуваме да ги добиеме и првите акредитации на Факултетот за медицински науки. Со помош на градоначалникот на општина Штип, господинот Илчо Захариев, конечно оваа година ќе ни се отстапи целиот простор на поранешното текстилно училиште. За потребите на Факултетот за медицински науки, со ова ќе се решат голем дел од просторните проблеми за лабораториска и практична настава на овој факултет, посебно на студиската програма по стоматологија. За ова ќе бидеме особено благодарни на локалната самоуправа. Секако со нетрпение очекуваме да започне изградбата на новата клиничка болница, која ќе биде одлична и современа база за нашите студиски програми. Потребно е да се истакне дека за 10 дена ќе ги пуштиме во употреба и просториите на новата ликовна академија, а во текот на наредната година и на Филмската академија, која како најмлада единица ќе си го најде своето вистинско место помеѓу сите 15 факултети при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Почитувани студенти, како ректор на овој универзитет, вие сте мојата 8 генерација на студенти. Секоја генерација, помалку или повеќе, беше подобра од претходната, но ова сум сигурен дека ја имаме најдобрата генерација која доаѓа од средните училишта. Генерација на студенти кои ќе го понесе целиот успех на нашиот универзитет во државата и пошироко. Ви посакувам голем успех, да ви се остварат сите соништа и ви посакувам најдобро во престојната учебна година и во престојните студии. Уште еднаш ви благодарам за укажаната доверба и на вашиот избор, затоа што токму овде ја препознавте својата иднина, го препознавте вистинскиот универзитет и мислам дека не сгрешивте. Ви благодарам.
Благодарам, ректоре. А сега го поканувам заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Повелете. Почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев, почитуван градоначалник на општина Штип, господин Илчо Захариев, почитувани проректори, декани, продекани, професори, асистенти, драги студенти. Денес започнува новата академска 2014-2015 година, а тоа значи продолжување на образовните предизвици за сите оние кои што веќе студираат на некоја високообразовна установа или пак нови предизвици и приоритети за сите оние кои што токму оваа година го започнуваат патот и приклучувањето кон академската заедница. На сите вам ви посакувам многу успеси, многу нови знаења и достигнувања во областа во која што сте одлучиле да се надградувате и усовршувате. Верувам дека секој од вас го направил вистинскиот избор на студии, согласно личните убедувања, предиспозиции, афинитети, но и согласно информациите за потреба од соодветен кадар на пазарот на труд. Навистина ми е драго што денеска присуствувам на првиот академски час на еден од најбрзо растечките универзитети во земјата од квалитативен аспект, но и од аспект на заинтересираност и бројност на студенти. И покрај тоа што е релативно нов, основан пред само неколку години, во 2007 година Универзитетот Гоце Делчев веќе се наоѓа на второто место при последното национално рангирање спроведено од водечката институција во тој дел Центарот за светска класа на универзитети при Шангајскиот Џиаотонг универзитет од Народна република Кина. Се работи за универзитет кој има воспоставено континуитет во следењето на светските образовни трендови и во препознавањето на потребите како за имплементирање на нови, како што се новите академии во состав на новите студиски програми воведени од оваа година, и секако универзитетот е оној кој што располага со наставно-научен и истражувачки кадар, кој вложувајќи го сиот свој личен потенцијал, богато знаење и искуство, во моментов работи со околу 20.000 студенти што ја препознале својата иднина токму тука, а досега им помогна на 3060 студенти да ги формализираат до дипломските студии, 366 да магистрираат и 10 да докторираат. Не се сомневам дека и овие и новите генерации на студенти ќе добијат квалитетно знаење за време на студирањето и академската дејност која што потоа ќе биде верификувано преку соодветен работен ангажман. Се разбира како и досега, нема да изостане безрезервната поддршка од државата и од институциите на системот, кои во континуитет се залагаат што повеќе и што подобри образовни можности да им се обезбедат на македонските граѓани, преку генерално подобрување на инфраструктурните услови, преку креирање на нови програми, понуда на нови видови стипендии, достапност на најреномираната светска стручна литература и секако научна, набавка на новите лаборатории и работилници за практична едукација на студентите, преку субвенционирање на научно-истражувачките трудови, проекти и иновации. Во оваа прилика можам да потврдам дека и понатаму најважна заложба на владата на Република Македонија останува да биде периодот на формализација на образовниот процес до периодот до вработување на високо квалификуваната работна сила која што сте вие. Вам, драги студенти, ви посакувам да бидете упорни и истрајни во намерата да станете академски граѓани и вистинската движечка сила на нашата татковина. Нека ви е среќен почетокот на новата академска година. Ви благодарам на сите. Ви благодарам. Го поканувам председателот на студентскиот парламент при Универзитетот Гоце Делчев Штип, Горан Стаменков. Велате. Почитуван ректор господин Саша Митрев, почитуван заменик за образование и наука господин Спиро Ристовски, почитуван градоначалник примариус магистар Илчо Захариев, почитувани декани, продекани, проректори, професори, драги колеги студенти. Денес на оваа свечна церемонија, како председател на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев, би сакал на сите студенти да им посакам успешен старт на новата студентска година со искрени желби за успешно студирање, забава и другарување. Како председател на оваа организација, денес од ова мое обраќање, сакам да им се заблагодарам на студентите кои ланската година беа активни членови на студентскиот парламент, а воедно да ги повикам и годинава сите оние кои се заинтересирани активно да се вклучат во работата на нашата организација. Претходната академска година е успешно реализиравме преку 50 проекти. Во последните 2 години преку 100, бројка со која сме меѓу најуспешните во регионот. Со
самиот тој факт допринесуваме да се одржи високото реноме кое веќе го изгради нашиот универзитет во регионот. Сигурен сум дека помогнавме на многу студенти во текот на нивното студирање, ги штитевме нивните права и интереси и кон истите тие цели сме фокусирани и оваа година. Освен тоа, можам да им ветам сите студенти дека ќе работам напорно, макотрпно во интерес на студентите кои студираат на универзитетот и ќе ги повикам сите оние кои имаат идеи, креативност и желба за работа да поведат во нашата организација и да ги реализираме заеднички. Ние студентите кои студираме на Универзитетот Гоце Делчев, без разлика на националноста и верската самоисповед, представуваме група која има суштинска потреба од организирано здружување и делување во оваа заедница. Сите имаме и се среќаваме со исти проблеми и препреки и имаме исти потреби и цели. Најдобар начин за нивно остварување е доколку сите сложно и посветено работиме и се залагаме за истите. Бројката од реч 20.000 студенти кои студираат на нашиот универзитет само ја зголемува одговорноста да се начело на студентскиот парламент и дава мотив за успешна работа и реализирање на голем број проекти во периодот кој следи. Во текот на претходните 2 години формиравме една стабилна структурна организација на сите факултети одделно. Работиме, делуваме и функционираме секаде подеднакво. Искрено се надам дека и годинава бројката на активни членови на студентскиот парламент ќе направиме барем двојно поголема и бројката на реализирани проекти исто така ќе ја дуплираме, а секој студент ќе биде горд на тоа што е дел од оваа студентска организација. За крај би сакал да упатам едно огромно благодарам до нашиот ректор професор доктор Саша Митрев за одличната соработка и безрезервната поддршка за сите наши проекти, до проректорите и генералниот секретар за помошта која ни пружија за реализација на сите наши планови, до сите декани и професори на 15 факултети на нашиот универзитет кои ни помогнаа да прерастеме во една сериозна организација чии амбициозни погледи гледаат надалеку. Знам и сигурен сум дека квалитетот на соработката со ректорот, проректорите, деканите и професорите ќе остане на високо ниво. Тие ќе одговорат на секој наше барање, ќе излезат во пресед при било кој проблем при студирањето на студентите на УГД. Динамичната соработка ќе продолжи и со нивна помош ќе ги реализираме сите наши програмски цели. Драги бруцуши, почитувани колеги студенти, уште еднаш ви посакувам многу успех во новата студентска година. Студентскиот парламент е отворен за сите вас и искрено се надам дека и оваа година ќе биде успешна на секој поле. Ви благодарам. Почитувани, ве поканувам заедно да го проследиме настапот на Петре Штерјов, студент на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев, во класата по пијано на професор доктор Милица Шкарик, кој ќе изведе композиција од Јоханес Брамс.